Со огромен проблем се соочуваат фермерите од регионот. Вегетацијата се одолжи, очекуваната паша се уште ја нема, па најголемиот дел од нив ги трошат последните залихи на сточна храна и не знаат дали ќе успеат да ја прехранат стоката во периодот што следи. Овие 700-800 овци залихата е околу 500 тона, имам само жито и детелина дали има околу 3 тона 4. Нели цената се сега и така лошо е, ситуацијата е многу лоша во сточарството, немаме земано ништо. Ваквата состојба до главоболка ја покачи цената на сточната храна, а некаде покачувањето е и до 100%. Када беше во септември 9-10 денари, сега е 15-16 денари. Значи таа е разликата. Има разлика и во сите други цени, во нафтата, во сеното, во луцерката, се е поскапено. Дополнително, поради слабиот откуп оваа сезона, сточарите имаат поголем број грла во стадата кои треба да се нахранат, а со тоа и поголем непланиран трошок. Ланската година знаете сите дека какво поминаме, лошо со таквото, јагнето го оставиме скоро пола ојде, пола се продаде, пола стое женското јагне, тие ги ранеме, фактички мора да ги ранеш тие со јалови, немаш приход од неа сега една година-две. И тука е најголемиот проблем настанува се. Претходните години во овој период делот сточарите, особено оние во пониските краеви, веќе имаа можност да ги изнесат стадата на паша со што штедеа на храна и пари. Сега состојбата е поинаква, па комбинацијата на високи трошоци за храна, неизвесен и слаб откуп, ниски откупни цени и континуирано разочарани сточари, иднината на сточарството кај нас повторно ја става на големо искушение. Ние сме млади земјоделци, со целата фамилија, со целите сили работиме за да се шириме, а не можеме ни да се одржиме, не да се шириме понатаму. Значи, разочарани сме последната година, па ќе видиме, за понатаму ќе се прави на наши пресметки и ќе размислуваме како понатаму. За последните 5 години статистиката покажува драстичен пат на сточниот фонд во државата и во регионот. Во источниот регион бројот на свињи е намален за 16.600, приближно исто колку и бројот на овци, а говеда има за 2.000 помалку. На ниво на држава, намалувањето е за 60.000 кај свињите, 49.000 кај овците и 35.600 кај говедата.